Ви благодарам на можноста да слушнат граѓаните за работата во текот на мојот мандат, кој што го започнав покосно од останатите пратеници, но и покрај тоа сметам дека успешно се вклопив и се справувам со сите предизвици. Помина 2 години од мојот мандат како пратеник во Собранието на Република Македонија и за овој краток период на мојот мандат максимално сум посветена во работата, активно сум вклучена во парламентарните дискусии, кои секако се аргументирани и јасни, со кои директно го застапуваме тврстиот став. Но секако дека не е исто да се делува од позиција на власт и од опозиција. Нема диалог за клучни прашања од страна на власта. Се злоупотребува европското знаменце, се носеа закони за заеми, и тоа после критиките на Европската Унија, и можам да кажам дека нивото во парламентот е на многу ниско ниво. Но и покрај тоа ние се залагаме како пратеници да ги подобриме условите за доброто на секој охриѓанец, за заштита и на интересите на Охрид, на граѓаните, на македонската држава. Охрид да го направиме едно достојно место за живење преку реализирање на предвидените проекти. Да го подобриме квалитетот на живење во нашиот град. За мојата 2-годишна работа како пратеник во Собранието на Република Македонија се моите дискусии на пленарните седници, моите реплики, контрареплики, поднесување на предлог закони, законски решенја и поднесените амандмани исто така. Имавме поднесено голем број на амандмани, предлагање на законски решенја во интерес на граѓаните, но поради теснопартиските интереси и бизнисите се одбиени. Бидејќи доаѓам од секторот на здравство, повеќето предлог закони и амандмани се однесуваат во делот на обезбедување на финансиски средства за реконструкции на јавните здравствени установи, на специјализираната болница за ортопедија и травматологија Костозлувна, за специјализираниот центар за кардиоваскуларни заболувања Кардиолошкиот завод Охрид, за општата болница исто така, за изградба на нов здравствен дом на местото на руинираната Маларична, понатаму за набавка на специјален пловен објект кој што би служил за превенција и интервенирање во итни случаи во медицинска, во противпожарна и спасувачка цел по Охридското крајбрежје, особено пример за противпожарна заштита во оние недостапни делови, на пример во стариот дел Канео, кај што нема приступачност од копно. Меѓутоа, за жал, немаат пари за ова, затоа немаат пари, меѓутоа, можам да кажам дека здравјето и животите на граѓаните пред се, за мене секогаш биле на прво место. Затоа и понатаму ќе продолжам да се борам со сите средства што ни се дадени на располагање. Можам да кажам дека овој мандат беше исполнет со бројни предизвици, искушенија, меѓутоа нашата сплотеност и тврстиот став на пратеничката група заедно, успешно ние се справуваме со сето тоа. И овој мандат ќе го запамтам по безидејното, неспособно владење на оваа власт, на СДСМ и ДУИ во коалиција, неспособност во однос на справување со кризите како прво. Имавме здравствена криза, потоа имавме економска, енергетска криза, бројни скандали, нефункционалност на институции, корупција, криминал. Но можам да кажам дека не сум нем посматрач, тоа го докажуваат и моите дискусии во парламент.
За Охрид можам да кажам дека на барање на трговците поднесовме предлог закон кој што согласно трговијата на мало ќе може да се врши и во недела и не само во Охрид, туку и во други туристички места кои што се утврдени со Законот за туристичка дејност. Сега, овој закон ние прво го поднесовме, меѓутоа беше повлечен од страна на власта, за истиот повторно да биде доставен со некои си минимални технички измени и бидејќи станува збор за барањата на граѓаните, на охриѓаните уствари, го поддржавме без оглед од која страна е поднесен. И со изгласување на овој закон се заштитува фактички локалната економија на Охрид и туризмот и бидејќи за викенд и нормално и во другите туристички места, не само во Охрид, нели имаме најголема посетност на голем број туристи, сметам дека тоа е успех за сите. Сега општо можам да кажам дека особено сум горда на што сум дел од оваа генерација, на оваа пратеничка група и коалицијата заедно со председателот професор доктор Христијан Мицкоски, што не дозволивме негирање што не дозволивме газење на достоинството на македонскиот идентитет, понатаму негирање на македонската историја и култура, со што не го разочаравме народот и стоиме и понатаму цврсто на браникот на татковина. И покрај сите апели, покрај сите пресови што сме ги одржале, дискусии во контекст на изградба на автопатот Охрид-Кичево, значи кој што беше започнат од 2014 година февруар од страна на владата, која што е предводена на ВМРО ДПМН, беше 50% веќе изграден. Сметам дека во изминатите 7 години може да го завршат, но поради нивната неспособност и криминалното владење ние не бевме послушани. Иако власта беше работлива и одговорна, можеше многу да направи и за Охрид и не само тоа, што беше ветено од нивна страна. Се што беше ветено на нивна страна, од нивна страна уствари остана само на хартија. Како на пример остана недозавршен овај затворениот базен, понатаму конгресниот центар, фабриката за отпад и така натаму. И понатаму ќе продолжам да се залагам, да го развиваме градот, да ги задржиме младите, да го направиме Охрид да биде пристојно место за живење. Во парламентот ни престои во иднина, значи расправата за буџетот моментално, во која секако дека ќе бидеме фокусирани на барањата за да бидат прифатени нашите предложени амандмани за градот Охрид, а понатаму ни следува нели предизборната кампања во која што ќе ја побараме нормално поддршката од граѓаните и довербата со понудувајќи ја предизборната програма, проекти кои што ги планираме и ќе ги реализираме после падот на оваа неспособна власт. Честноста и одговорноста секогаш била она што секогаш сум била достапна за граѓаните, се мои одлики, поради што и ја добив довербата од граѓаните. И сметам дека луѓето и граѓаните бараат активност во парламентот и затоа и на избрале. И сметам дека мојот труд ќе го оценат, така и наредните пратеници кои што ќе бидат во наредниот парламентарен состав, ќе се одликуваат со честност, со искреност, трудолюбивост и ќе се грижат за интересите на нашиот град, на Охриѓани.